Ги следите регионалните вести. Тетовските советници денес не го изгласаа кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Тетово за првите месеци од годинава. Причината за ова, според советниците кои се изјаснија против оваа точка на дневниот ред, е ниската реализација на голем дел од ставките предвидени во програмите. Општина Тетово во првите 6 месеци од годинава има ниска реализација на ставките од програмите предвидени за овој период, што е директен показател дека проблемите од претходниот мандат на градоначалничката Теута Арифи се провлекуваат и во сегашното нејзино раководење со градот. Со ова образложение, 3 советнички групи, меѓу кои на ВМРО ДПМНЕ, БЕСА и Алијанса на албанците, денес гласаа против усвојувањето на кварталниот извештај на буџетот на општина Тетово во споменатите месеци. Според координаторот на советничката група на ВМРО ДПМНЕ, Александар Велјановски, лошо проектираниот буџет на локалната самоуправа не смее да остави траг по здравјето на жителите на градот. Причината поради која што советниците во мнозинство не го поддржаа овој извештај, се состои во тоа што од кварталниот извештај можеше да се види дека голем број на ставки, а кои што се од фундаментално значење за потребите на граѓаните на Тетово, се со реализација нула. Така, например, во програмата за јавна чистота од планираните 2 милиони денари, реализацијата е нула. Изградба на системи за водоснабдување од планирани 14 милиони денари, реализацијата е исто така нула. Изградба на простор за паркирање, планирани 2 милиони денари, реализација нула. Програма изградба на депонии за отпад од планирани 4 милиони, реализација нула. А само пред неколку дена, ние како граѓани на град Тетово бевме сведоци на миризба која што се простираше од депонијата во Требош, каде што со жалење морам да констатирам дека се повторува повторно палењето на ѓубрето. Исто така, можам да констатирам дека во програмата за други комунални услуги, односно капитални расходи, од планираните 49 милиони денари, замислете, потрошени се само нула, реализирани се нула денари. Исто така, морам да констатирам дека реализацијата на платата на данокот на општина Тетово се движи околу 25%, односно со изминување на вториот квартал може да се донесе заклучок дека до крајот на оваа година нема да надмине повеќе од 40%. Токму тоа е причината поради која што овој извештај не помина, затоа што и да се работи со забрзано темпо, ќе дојде до некаде реализација до крајот на оваа година од 40%, што е многу ниско ниво на реализација, односно на наплата на даноците од граѓаните на градот Тетово. Едногласно со 29 гласа за, тетовските советници денес ја изгласаа и предлог одлуката за доделување на финансиска помош. Ветом Шемседини, износ од 60.000 денари, од број 2 Кинете Ислјами во износ од 20.000 денари, од број 3 Виктор Трајковски во износ од 60.000 денари, од број 4 Хајрие Зејнели во износ од 50.000 денари и под број 5 Сертие Сулеймани во износ од 35.000 денари, под број 6 Сдружение на заштита и одгледување на птици Менада 2015 во износ од 50.000 денари, под број 7 Сафет Аземи во износ од 40.000 денари, под број 8 Едибе Селини Османи во износ од 25.000 денари. Меѓу другите точки на дневниот ред, советниците ја изгласа и предлог одлуката за разрешување и именување на членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Градски паркинг Тетово и на управниот одбор на Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Тетово. Инаку на денешната 11-та седница на Советот на општина Тетово беше дискутирано и околу годишните програми за работа на општинските основни и средни училишта, како и на општинската јавна установа за деца, детска градинка Младост Тетово за учебната 2017-2018 година. Дрвократците и натаму ја пустошат Шарпланина. Намета се местностите на село Варвара, а тарите на селата Сетоле и Брезно. Шумската полиција за 2 недели има одземено 2 трактори со украдени дрва.
Наместо казни и одговорност, дрвокраците кои ја пустошат шар или бегаат од законот или одговараат само прекршочно. Овие два трактори со дрва шумската полиција ги одзела на земјениот пат кој води кон местноста Плоча на село Варвара, но дрвокраците успеале да им побегнат на полицајците. Пред 2 недели на истото место фатени се крадци, но тие како и многу други кои ја масакрираат шумата, според досегашната пракса, ќе поминат само со прекршочни пријави. Неказнивост е причина број 1. Крадците во изминатите години да ја опустошат шар планина до непрепознатливост. Планинарите велат дека дел од турите во некои предели мора да ги откажуваат, затоа што таму останале само голи брда. Гледката е страшна не само за ние кои што веќе сме запознаени со тоа и одново се запознаваме со тоа, со ужасите на оваа дива сеча, трагична и за тие кои што таму од прв пат и од ситуација на планинари е жалосно од аспект на тоа како ние утре ќе однесеме горе странски туристи, како ќе однесеме луѓе кои што сакаат да живеат во природата, што ќе им покажеме. Освен тоа што самата сеча е, освен тоа што самата шума е истечена, гледаме дека дивосечачите оставале зад себе ѓубре, канистри од улје, од бензин, оставале отпадоци од тоа што го јаделе во тие денови додека таму сечеле. Развиени се голем број на патишта за да се движат со трактори, со механизација. Едноставно да, планината е до тие размери да не можеме да ја препознаеме, поготово ние кои што низ неја се имаме движено пред да биде исечена. Едноставно сме зачудени сме од таа сеча, од размерот на таа сеча, бидејќи тоа таму е на равниште на катаклизми. Од шумската полиција велат дека се свесни за ваквата појава. Проблемот го гледаат во неефикасното судство, каде судските процеси за дрвократството траат долго и на крај завршуваат со минимални казни. Планинарите велат дека дивата сеча на шара најголема е во тарите на селата Сетоле, Брезно и местноста Три води, каде според нивните проценки треба да помине повеќе од половина век за да се обнови шумата. Потепачка меѓу двајца жители од Стримница, едниот од нив поради сериозноста на здобиените повреди завршил на скопските клиники. Малолетници со пиштол и нож им се заканувале на 2 15-годишни лица. Полициска контрола спроведена во угостителски објект. Полициски билтен на СВР Тетово. Жител на Стримница го извлекол по дебелиот крај во тепачка со негов соселанин. Според информациите на тетовската полиција, вчера околу 13 часот на улица Илинденска во Тетово бил нарушен јавниот ред и мир со тепачка во која учествувале двете лица. При што во тепачката 20-годишникот кој претходно бил нападнат од 44-годишникот неколку пати го удрил со тупаници по главата, од што тој паднал во безсознание. И по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница, а поради сериозноста на здобиените повреди, со медицинско возило пренесене на скопските клиники. 20-годишникот лишен е од слобода и задржан во полициската станица Тетово. Се работи на целосно расчистување на случајот. Двајца 15-годишни малолетници од тетовското село Копачин Дол, ученици во Тетовско средно училиште, во присуство на нивните најблиски вчера околу 13 часот и 40 минути во полициската станица Тетово пријавиле загрозување со опасно орудие при караница или тепачка, што го извршиле две лица од селото Гајре на возраст од 15 и 16 години. Утрото околу 9 часот, додека тие се движеле по улицата Браќа Миладинови во Тетово, им се доближиле двете пријавени лица, од кои едното, ученик во истото училиште, извадило пиштол, го репетирало и им се заканило и го вперило во нив, а другото држело нож во раката со намера да ги нападне. Случајни минувачи се вмешале и ги разделиле, а двајцата малолетници од Гајре брзо се оддалечиле од местото, но нешто подоцна се повикани во полициската станица Тетово и целосно се расчистува случајот, информираат од СВР Тетово. Во полицискиот билтен и информација дека полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера вечер од 22 часот до 1 часот спровеле акцијска контрола во угостителски објект лоциран покрај автопатот Гостивар Тетово во Жеровјане.
При контролата во објектот затекнати се 6 женски лица кои работеле како танчерки, од кои 3 од Република Србија и 3 македонски државјанки. Трите српски државјанки на возраст од 21 и 26 години приведени се во полициската станица Тетово, пошто се предадени во одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија за натамошна постапка. Организацијата Вешта жена од Тетово ќе спроведе обука во која невработените лица ќе стекнат вештини со кои ќе имаат можност да пружаат професионално чување на стари и немоćни луѓе, како и деца со хендикеп. Пријавувањето е до 10 октомври. Сдруженијето Вешта жена од Тетово ќе обучи 50 на невработени лица кои потоа ќе имаат можност да се вработат и да чуваат стари изнемоштени луѓе или деца со хендикеп. Обуката ќе се врши во соработка со клиничка болница и здравствен дом Тетово. Благодарение на локалната, ние годинава повторно, значи прво 2011, а сега повторно го добивме проектот за чување на стари лица, изнемоштени и за дечиња до 2 годишна возраст, кои не се во можност од здравствени причини да бидат во градинка, во чување, значи во домашни услови. Овој проект, освен од локалната, ќе биде поддржан и од клиничката болница Тетово, од здравствениот дом Тетово. 1 месец ќе трае обуката на пријавените. Може да се пријават сите невработени без разлика на образование или работно искуство. Обуката ќе биде бесплатна, ќе се однесува за сите невработени. Во исто време постигнуваме 2 важни работи. Едното е вработување по пат нормално на остварување на една голема и важна цел, хуманоста, а вработувањето ќе биде економско јакнење на жената. Оние кои што ќе бидат обучени, сертификатот ќе биде на територија на Република Македонија. Тој сертификат ќе биде гаранција дека особата е комплетно обучена за чување, а од друга страна, понатака ќе се развива во делот на социјалата. Значи, ќе бараме дополнителни средства за финансирање на лицата кои ќе ја завршат обуката и ќе треба да помогнат на оние кои што финансиски не стојат баш добро. Пријавувањето на заинтересираните е до 10 октомври. Најдобрите студенти на информацијските науки од Универзитетот на Југоисточна Европа ќе добијат стипендии за мастер студии и можност за вработување во компанијата Инотел во Шведска. Вчера на Универзитетот беше потпишан меморандумот за соработка. Нова можност за студентите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Најдобрите студенти на информацијски науки ќе добијат стипендии за мастер студии и можност за вработување во компанијата Инотел во Шведска. Вчера на Универзитетот беше потпишан меморандумот за соработка. Денеска потпишавме, како што беше кажано, меморандум за соработка со Инотел компанија од Шведска, која што е рамковна програма за соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа, поточно со Факултетот за информатички технологии и науки, каде што во 2 правци ќе бидат на некој начин овозможени на добрите студенти, да речам најпримерните студенти да добиваат можност да добиваат стипендии, поготово во мастер студиите, но тоа што е најважно не се стипендиите, туку можноста за вработување во ICT технологија, ICT секторот, кој што е еден од најперспективите во тој дел. И јас сум среќен, навистина, како ректор, еве ова да биде и прва спогодба, прв договор со една така сериозна компанија која што работи толку во овој сектор. Како представник на Инотел АБ од Шведска, која е компанија за развивање на нови технологии на комуникации, јас сум привилегиран денес да бидам дел од една соработка која ја потпишавме во вид на меморандум за соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа, преку која ќе бидат стипендирани студенти од комуникацијските науки кои подоцна ќе работат во оваа компанија.
Како што рече ректорот Беџети, во моментов не е важно колку стипендии ќе бидат доделени, туку е важна можноста што се отвора за најдобрите студенти на информацијските науки од Универзитетот на Југоисточна Европа, за да се вработат во IT секторот. Со музичка вечер во летниот амфитеатар, синоќа во Гостивар започна манифестацијата Заедно под отворено небо, која е дел од проектот Нов културен бран на Министерството за култура на Република Македонија. Летниот амфитеатар покрај Вардар во Гостивар вчера вечер беше место исполнето со музика во духот на мултикултурата и заедништвото. Во рамки на манифестацијата Заедно под отворено небо, што ја организира Гостиварскиот совет на млади, се одржа концерт со учество на културно-уметнички друштва, пејачи и бендови од Гостивар. Нашиот град е град исполнет со различности кои не зближуваат на еден посебен начин. Горда сум што потекнувам од едно вакво богато културно општество. Заедно под отворено небо ќе се одвива 2 дена. Дел од истиот е и вечерашниот концерт Заедно под отвореното небо на музиката и фолклорот, преку кој сакаме да ја покажеме емоцијата која ни ја дава различната музика. Емоцијата која во нас ја создаваат фолклорните спомени на еден народ. Во склоп на манифестацијата се одржа и забавен настан за децата од дневниот центар и од неколку основни училишта, како и поетско читање со учество на членови на клубот на млади поети. Настаните се реализираат во рамки на проектот Нов културен бран со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Референдум 2018. Од Општинската организација на СДСМ Тетово ги повикаа граѓаните да гласаат за на престојниот референдум. Денеска излегов пред сите вас и ви се обраќам како мајка, како родител. Сигурно би се согласиле со мене дека децата се наша иднина и наше најголемо богатство. Како родители имаме обврска да се грижиме за нив и да им обезбедиме подобар живот. Имаме обврска да им обезбедиме живот во здрава животна средина, безбедна и стабилна држава. Родителите се грижат за своите деца, така било од секогаш, така и сега. Во овој период, ние, како генерација родители, исправени сме пред обврската да ја обезбедиме иднината на нашите деца, така како што нашите предци ни обезбедија нам. Нашите предци 41-та не бојкотираа, ни обезбедија слобода. Нашите родители 91-та не бојкотираа, ни обезбедија самостојна и суверена држава. Како нашите пред нас, така и ние денес не смееме да бојкотираме. Должни сме да излеземе и да гласаме за. Сакаме ли подобро образование за нашите деца? Драги родители, гласот за е за подобро образование по европски стандарди. Гласот за е за диплома која ќе биде почитувана и признаена насекаде во светот. Сакаме ли подобро здравство на нашите деца? Драги родители, гласот за е за подобро здравство на вашите деца. Гласот за е за подобар живот, за безбедна и стабилна држава. На 30 септември секој глас за носи подобра иднина на нашите деца. За иднината на нашите деца бидете за. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово денес одржа пресконференција. Денес ви се обраќам во пресрет на најавената утрешна посета на нашиот град од страна на господинот Зоран Заев. Според непотврдени информации, премиерот кој што се бореше да дојде живот за сите во Македонија, наводно свечено ќе пуштил во употреба капелата на православните гробишта во Тетово. Проект кој што беше започнат уште во далечната 2014 година на иницијатива на православните верници и ВМРО ДПМН. Навистина е успех на успешните политики на СДСМ. Утре кога ќе дојде Зоран Заев, премиерот, да присуствува на свечено отварање на капела во Тетово,
нели сепак за живот се работи. За таа цел, овие денови интензивно се работа на завршувањето на овој објект, како што и самите можете да видите. Господине Заев, тетовци очекуваат дека ќе најавите почеток на реконструкција на улицата Гоце Делчев, која што е само на 100 метри од тука. Проект за чија што изградба бе обезбедени средства уште во 2016 година од страна на владата предводена од ВМРО ДПМНЕ, но општина Тетово не го реализира истиот бидејќи бараше пренамена на овие средства. Господине Заев, тетовчани, сите православни верници очекуваат утре да бидат сведоци на поставување на камен темелник за изградба на нов православен храм во Тетово. Барање за кое што уредно има доставено иницијативниот одбор за изградба на нов православен храм во Тетово. Барање за кое што СДСМ и ТУТА тврдат дека има обезбедено и локација и одобрение за неговата градба. Тетовчани очекуваат при утрешната посета на господинот Зоран Заев да биде најавен и почетокот на поставување на камен темелник за доизградба на училници на гимназијата Кирил Печиновиќ за учениците од македонска настава, проект за кој што општинската организација на СДСМ и премиерот Зоран Заев уште пред еден месец јавно најавија дека ќе се започне веднаш со изградба. Господине Заев, тетовци очекуваат од вас и од Тојота Арифи еднаш конечно и за секогаш да го решите проблемот со депонијата во Тетово. Сите ние деновиве сме сведоци дека тетовци дишат загаден воздух и дека сметот во Тетово воопшто не е подигнат. Ја користам и оваа прилика јавно да упатам апел до мојата колешка претеничката Лалчевска, да не ја користи и злоупотребува својата претеничка функција и за сметка на тоа да одржува партиски трибини во просториите на основното училиште Братство Омиџени во село Сараџино, затоа што истото подлежи на законски санкции. Бидејќи колешке, граѓаните очекуваат реализација на проекти или изгледа само вие од целото СДС ќе си останете на зборот дека понудивте програма за безперспективност на граѓаните. Општинската организација на СДСМ Тетово вчера организираше трибина на тема придобивките за жените во земјите на Европската Унија. Вечерва се собрани жените од општина Тетово заедно со жените од соседните општини со цел да ја проследат презентацијата на тема придобивките на жените во земјите членки на Европската Унија. Имено, сите знаеме дека жената е двигател во едно општество. Препораките на Европскиот комитет за земјите членки на Европската Унија ги посочуваат токму нејзините права и тоа препорака која ги поттикнува овие земји да преземат или зајакнат мерки за унапредување на еднаквоста меѓу мажите и жените, вклучително и преку законодавството во областа на вработувањето, социјалното осигурување и пензиите, оданочунувањето, граѓанското право. Понатаму, предложените мерки вклучуваат организација на работното време, флексибилна практика на вработување, породилно отсуство, укинување на дискриминацијата помеѓу жените и мажите во пазарот на трудот, мерки за ставање крај на сите форми на насилство врз жените, препорака за балансирано учество на жените и мажите со минимум 40% застапеност на секој пол во секој одлучувачко тело во политичкиот и јавниот живот. Сето ова и низа други мерки кои се применуваат во земјите членки на Европската Унија е причина повеќе ние жените, како и сите останати граѓани на Република Македонија на 30 септември да излеземе и кажеме за држава по европски правила, за држава со јасен поглед на свет, а тоа е посветла иднина за сите нас. Референдум 2018. Денес имавме сончево и свежо време со мала до умерена локална облачност. Дуваше умерен до засилен североисточен ветер. Утринските температури се движеа од 4 до 8, а дневните од 10 до 17 степени.
Според метеоролозите и утре не очекува сончево време, со умерен, локално повремено и засилен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 4 до 9, а дневните од 11 до 19 степени. Вестите ги завршуваме. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.